Со официјално означување на почетокот на градежните активности започна реализацијата на првата фаза од булеварот Македонија, еден од најзначајните инфраструктурни проекти за Скопје. Почетокот на работите беше најавен заедно со премиерот Христијан Мицкоски, а од град Скопје посочуваат дека со овој проект главниот град влегува во нова фаза на современ урбан развој. Се работи за првата од вкупно 5 фази, преку кои булеварот Македонија треба целосно да се реализира. Иако подземната сообраќајница како трета фаза е веќе изградена, надлежните појаснуваат дека нејзиното целосно ставање во функција е можно само со реализација на сите фази. Во рамки на првата фаза ќе се врши реконструкција и рехабилитација на постојниот коловоз, како и проширување на одделни сообраќајни ленти со цел подобрување на проточноста и функционалноста на сообраќајот. Проектот ги опфаќа булеварот Борис Трајковски кај рампа, улиците 11 октомври и Пролет, како и кракот булеварот Македонија, до влезот во Борис Трајковски. Во оваа етапа предвидено и проширување на улицата Пролет со дополнителна коловозна лента, како и воведување побезбедни раскрсници со ново сообраќајно решение, велат од град Скопје. Паралелно со коловозната инфраструктура ќе се изведува и атмосферска канализација со поставување на повеќе од 60 шахти и сливници, што според надлежните представува значаен чекор кон поотпорна и одржлива урбана инфраструктура. Подземната сообраќајница ќе располага со вкупно 6 ленти, 4 за двосмерен автомобилски сообраќај и 2 за јавен превоз, како и пешачки патеки. Со пуштањето во употреба очекуваме значително намалување на сообраќајниот метеж, побрзо движење низ центарот и создавање побезбеден и покомфорен урбан простор, посочуваат од град Скопје. Секое семејство со живеалиште во општина Аеродром, кое во текот на 2026 година добило новороденче или посвоило дете до 1 година, ќе добие еднократна парична помош во износ од 8.000 денари, информираат од локалната самоуправа. Оваа мерка е наменета како практична поддршка за семејствата, особено во првите месеци од грижата за детето. Општина Аеродром останува посветена на семејствата и на децата, со љубов и внимание кон најмалите, создавајќи средина каде што тие можат да растат среќни, сигурни и поддржани, додаваат од општина Аеродром. Јавното сообраќајно предпријатие Скопје потсетува дека согласно одлуката за интегриран тарифен систем во линискиот превоз на патници на територијата на град Скопје од 2015 година, билетите за бесплатно користење на јавен превоз, месечните, 3-месечните, 6-месечните и годишните билети нема да важат за користење во ноќните линии. Од ЈСП информираат и дека почнувајќи од 31 јануари не се во функција плаќање на билети за едно возење преку бројот 185 со СМС порака за користење на ноќните линии. Користењето на јавен превоз во ноќните линии од 24 часот до 5 часот наутро важи со валидирање, купување на ноќен хартиен билет за едно возење, кој чини 50 денари, исклучиво купен во возилото кај возачот и од електронски паричник преку валидаторот, стои во соопштението на ЈСП. Од денеска до 23 септември 2026 година ќе биде воведен посебен режим на сообраќај во општина Центар. Како што информира Гранит АД Скопје, посебниот режим на сообраќај се воведува поради градежни активности кои се однесуваат на изградба на улици и комунална инфраструктура на улицата Тодор Александров број 11 и број 12 во општина Центар. Имено се работи за улицата која се надоврзува на булеварот Мајка Тереза, поранешна Водњанска во делот по училиштето Кочо Рацин кој води кон Водно. На 2 февруари 2026 година Гранит АД Скопје ќе започне со градежни активности кои се однесуваат на изградба на улици и комунална инфраструктура на улиците Тодор Александров број 11 и број 12, општина Центар во Скопје, информираат надлежните.
Сите јавни предпријатија се вклучени во сеопфатна и темелна акција за чистење на клиничкиот центар Мајка Тереза, срцето на македонското здравство, кое секојдневно го посетуваат илјадници граѓани од сите делови на државата, информира првиот човек на град Скопје Орце Ѓорѓиевски. Оваа акција, вели Ѓорѓиевски, е директен одговор на оправданите реакции и забелешки од граѓаните за долгогодишната негрижа кон овој исклучително важен комплекс. Се перат и чистат улиците и паркинзите, се сечи и отстранува опасната вегетација, се чистат сливниците, се метат сите површини со специјализирани возила и се подига кабастиот и комуналниот отпад. Секој агол се уредува со цел клиничкиот центар да добие лик каков што заслужува. Истакнува Ѓорѓиевски и додава дека ваквите акции ќе продолжат и во иднина. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја